Благодарам колега Джагафери, почитувана македонска јавност. Секогаш кога дискутираме за даноците, а посебно за зголемувањето на даноците, не е пријатно. Не е пријатно да немаш ветено во програмата да го направиш тоа. За таа цел ВМРО ДПМН е одлучи дека првиот ден после победата на наредните парламентарни избори, било да се редовни или да се предвремени, ќе го поништи ова законско решение и повторно ќе функционира рамниот данок затоа што покаже резултати. Затоа што тоа го бараат странските и домашните инвеститори. Во право сте, министер, имаше јавна дебата. Но вашите колеги, бивши министри од Социјалдемократскиот сојуз, ви пратија една порака. Овој данок е катастрофа за македонската економија. Експертите истата порака ви ја пратија. Стопанската комора на германските инвеститори во Република Македонија и на американските инвеститори во Република Македонија истата порака ви испратија. Правите катастрофално законско решение, бидејќи во неможност да го реализирате она што сте го ветиле да ги соберите средствата, вие посегнувате по тоа што е најболно. По џебовите во земјоделците, по џебовите на стопанствениците. И го правите она што е најлесно. Ја зголемувате акцизата за 3 денари, а сега ги покачувате даноците. Не е ли подобро да дојдат инвеститори или да ги развиваме македонските фирми, па на тој начин да се собираат приходите? Јас мислам дека е така многу подобро. Не сум економист, не сум експерт, но ги слушав вашите министри од Социјалдемократскиот сојуз, баш на јавната расправа, што кажуваа за тоа. Рекоја дека ова значи крај за инвестициите во Република Македонија, кои така последниве 2 години ги нема. Ние ве повикувавме, ви баравме да подолните еден список кој странски инвеститор отворил работно место во Република Македонија во овие 24 месеци. Го нема. Уште еднаш сакам да ги охрабрам македонските земјоделци, кои што сите се засегнати од ова законско решение, затоа што тој, кој што работи земјоделие, од тоа екзистира, од тоа преживува, ќе мора да плати сега повисок данок. Тоа не му беше ветено. А такви имаме 300.000 луѓе во Република Македонија кои што се засегнати. Тоа е многу. И за тутунарите, и за оние кои што произведуваат реноградинарски производи, ова не им беше ветено. Им беше ветено олеснување, осовременување на нивната механизација, на начинот на производство. Ова е нешто што им ги собира приходите, што им ги намалува приходите, а тоа им оневозможува наредната година да се надоградуваат, да се прошируваат. Затоа, почитувани земјоделци, почитувани представници на Стопанската комора на Република Македонија, која што гордо и достоинствено се боревте против ова законско решение, почитувани засегнати од ова катастрофално законско решение, владата на ВМРО ДПМН, прва одлука ќе биде укинување на ова катастрофално законско решение. Благодарам.